и да продолжиме со контраверзите на македонската бугарска историја. Во македонската историографија има многу такви теметски места кои продуцираат омраза према Бугарија. Врв на сето тоа е приказната за Втората светска војна, која се обидов во минатото обраќање да ја изанализирам малку од другата страна. Меѓутоа не е спорно и сакам да бидам објективен до крај дека за жал такви тематски места кои генерираат омраза има и во бугарската историографија. Во таа насока, нели, не сакам да спомнувам дека омразата ја шират и најразлични, нели, хајтери и од едната и од другата страна по Facebook, по најразлични анализи, по најразлични коментари. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме до крај принципиални во анализата, не можеме да не кажеме дека големите историчари, големите историографии и големите приказни митови и од едната и од другата страна, кажани на научно ниво или кажани од авторитетни научници, ја генерираат таа омраза кај некои луѓе кои едноставно површно ги прифаќаат тие работи и се што ќе прочитат преточуваат во омраза кон другиот народ. Така што, нели, како што веќе спомнав, македонската историографија е преполна со такви места и тука со право бугарската историографија има право да се лути, дека кога ќе погледнете, нели, кога ќе секцирате македонската историографија, ќе видите дека има такви навистина безброј места кои генерираат перманентна омраза и ја хранат таа омраза према соседна Бугарија и према бугарите како народ. Меѓутоа, од моите досегашни проучувања и анализи, морам да кажам дека сум го учил на такво место и во бугарската историографија, која е многу честа тема, посебно во последните 2 години, и имам чувство дека кога ги вртам интернет сајтовите, имам чувство дека, инаку се работи за темата на македонскиот крвав Божик, имам чувство дека секој втори историчар од нашиот источен сосед кажува нешто на таа тема, секој трет новинар има анализа на таа тема и секој четврт политичар исто така се чувствува за експерт на таа тема. И сакам на некој начин малку да придонесам во таа анализа и да ја направам малку пообјективна, затоа што навистина сметам дека тоа е едно место кое генерира перманентна омраза на бугарската јавност према Македонија. Значи, она што на самиот почеток сакам да го кажам, дека третманот на оние што се чувствуваат за бугари во Македонија од 45 година па до денеска и на третманот на бугарската историја во Македонија, третманот на Бугарија како држава, е навистина една жестока политика на посткомунистичка, нели, Македонија. Меѓутоа, тој жесток третман заслужува една посебна анализа, која најверојатно и неја ќе ја направам во некој од своите идни обраќања. Меѓутоа, не можеме да не се задржиме на тој прв почеток, кој често се фиксира во бугарската историографија,
Тоа е, значи, македонскиот крвав Бошки. Значи, што е основната поента во наративот на бугарската историографија? Основната поента е дека 45-та година во Македонија се прави еден масакар на сите оние кои се чувствуваат бугари во Македонија и тука значи најправи се спомнува една бројка 23.000 убиени на жесток начин, македонци со българска свест и 120.000 раселени, тепани, мачени, проследувани со најразлични досија. Таа тема, морам да ви кажам, дека била моја лична преокупација уште во раните 90-ти години, односно и пред 90-ти година, пред да се формира повеќе партискиот систем во Македонија, подоцна кога се формираше повеќе партискиот систем, и дел од таа тема ја согледував преку оние малку македонски и бугарски научници кои се занимаваа со таа проблематика. Меѓутоа, многу од тие теми и лично сам сум ги истражувал, сум разговарал со луѓе од одредени места, села, луѓе кои биле постари генерации кои ги памтат тие настани. И не можам на самиот почеток да не кажам дека имам чувство дека малку бројките кои се кажуваат од бугарска страна се префорсирани, пренадувани и пренапумпани и создаваат малку една погрешна представа за македонскиот народ. На тој начин, префорсирајќи ги тие аргументи, бугарската историографија, која во принцип сметам има многу точни забелешки за македонската историографија и генерално има навистина места кои со право и принципијално бара да се исправат, навлегува во една собствена ситуација каде што форсирајќи една тема за која нема доволно аргументи, се доведува во една ситуација да ја компрометира и вистината таму кај што постои таа вистина. Значи, многу накратко, значи, животот на еден македонски бугарин од 45-та до 90-та година е многу тежок во Македонија. Неговата екзистенција и постоење, и неговата борба да се одржи е навистина многу тешко. Меѓутоа, ја оспорувам бројката со која комуницира бугарската историографија во овој момент. Па и во таа насока ми е жал што навистина слушам многу авторитетни личности кои таа бројка најнекритично ја изнесуваат, и таа бројка во последно време без некаков проблем, без рутина, од многу сериозни бугарски историографи, од 23.000 кои долго време се држеше, се преформулира во 30.000 убиени македонски бугари, без никаква дополнителна аргументација. Исто така се снимаат најразлични документарни филмови, каде што посебен хорор е еден последен филм на, ми се чини, Петар Низамов, кој навистина обилува со една жестока реторика на многу измислени факти, комбинирано со најразлични слики на одсечени глави на цивили. Предпоставам сликите ги собирал од интернет, од кај што можел да ги собира, и сето тоа создава една слика која
не може еден нормален бугарски граѓанин да не го полни со омраза према неговиот сосед од Македонија. И затоа сметам дека тој процес некако треба да запри од двете страни. За македонската страна зборувам многу долги години, а еве сега ќе се обидам со една блага критика да зборувам и за бугарскиот наратив на таа приказна на создавање на омраза. Значи, бугарската теза бугарската историографија ќе ја прочитам директно од Википедијата на бугарски јазик под масакрот на македонскиот Божик или македонското Коледе. Меѓутоа, и покрај тоа што некои велат Википедија не е најиндикативниот извор, таа горе-доле ги сумира сите изјави и сите понатамошни елаборации на таа тема кои доаѓаат од најразлични структури од нашиот источен сосед кои сакаат да се занимаваат со оваа прашање. Значи, во таа насока морам да кажам дека целиот извор на таа приказна потекнува од одреден историчар Веселин Ангелов, кој напишал некоја книга 2003 година и понатаму тоа само се рециклира без критички да се приде кон тој извор, односно кон неговата анализа на масакрите после 1945 година на българите, односно на македонците кои се чувствуваат за българи во Македонија. Еве, значи ќе почнам со директно читање од Википедија. По наредба на Маршал Тито се погубени 1200 българи, значи станува збор за настаните после Калето, побуната на Калето 1945 година, а по време на репресиите во 1945 година во Охридско и Преспанско се убиени 23.000 българи, други 130.000 българи се иселени, изгонени и преследвани и испраштани во концентрационите логори на Титова Југославија. Па точка, и сега се конкретизира. Така, во Скопје се убиени 63 души, во Велес 54, во Куманово 48, во Битола 36, во Штип 77, во Прилеп 35, а во село Владимирово 330 души. Сега ќе направам анализа малку на оваа слика и веднаш на самиот почеток морам да го кажам следново, дека она што во бугарската историографија се нарекува македонски крвав Божик, мора да се подели на два дела, затоа што се тоа два различни концепта на побуни. Прво, побуната на македонското Кале. Побуната на македонското Кале е направена од мобилизирани, што току мобилизирани македонски партизани, кои се тераат да одат на Срем. А побуната е да не се оди на Срем, туку да се оди на Солун и да се прави обединета Македонија. Значи, овде станува збор за класичен македонски национализам, кој во тоа време можеби до негде бил поддржуван од Бугарија, но и тоа денеска сигурно не е поддржуван, ниту и се допаѓа на бугарската историографија. Тоа е првата работа. Втората работа, бројот на жртвите. Бугарската историографија оперира со 1200 жртви, убиени тука масакрирани, и јас морам да кажам дека и во самата Македонија цело време виси таа бројка, колкава е бројката на убиени од побуната на македонското Кале. Слична побуна има во Штип и во некои други градчиња во Македонија.
И мислам дека оној мал број на историчари кои се занимаваа со таа тема во Република Македонија успеа да дојдат до една реална бројка која зборува дека во Скопскиот процес се осудени некаде од 40 до 50 луѓе, од кои 12 со смртна пресуда, а во Штип се осудени негде, односно се убиени негде исто така меѓу 6 и 12 луѓе. Мислам дека таа бројка, значи јас секој сум бил критичен према таа послејугословенска оваа ситуација. Мислам дека таа бројка на некој начин за тој момент е реална, освен ако бугарската историографија не поседува некои ворени докази и документи со кои ќе потврди дека не е така. Меѓутоа во историјата нели се зборува и нели како што гледаме во дискусијата на историските комисии, тие инсистираат на документи. Значи мора да се каже дека и во овој случај треба да се понудат документи за да се побие таа теза. Тука има една друга ситуација која во македонската пак историографија многу малку се спомнува и многу малку се анализира и која можеби е некаква мимикрија на тие први жртви после 45 година. Имено ако ја погледнете официјалниот податок на македонци загинати и исчезнати на Сремскиот фронт, вие ќе видите дека Македонија официјално кажува дека на Сремскиот фронт се загинати негде над 1600 македонци и негде 350-60 исчезнати. Значи, Македонија има скоро 2000 луѓе кои се убиени на Сремскиот фронт, за кои многу малку се зборува во Македонија, а тие се пуштени како топовско месо да гинат во големата стратегија на Тито, нели да биде тој големиот борец и организатор на антифашизмот во Европа. Значи, 2000 луѓе загинати на Сремскиот фронт, наистина е фрапантна бројка, која е, да речеме, можеби 5 пати драстично поголема од она што македонските комунистички партизани ја правеле во, да речеме, во директната борба со, да речеме, пробугарските фашисти во Република Македонија. И таа е анализа која се подценува во Македонија, меѓутоа треба дополнително да ја анализираме и да ја зборуваме. Тука постои едно трето прашање, кое можеби доправа заслужува некаква анализа и одговор, дали еден огромен дел од тие кои се побунија на Скопското каре и во Штип и во некои други градови да одат на Срем, не беа намерно праќани во тие први борбени редови, дали беа намерно пуштени како топовско оружје на германците на Сремскиот фронт, дори можеби некои беа и намерно убиени и фрлени по патот, затоа што, пазете, станува збор за 350 луѓе кои не се пронајдени. Значи, не им се знае каде е гробот. Значи, според мене, постои еден склоп на тие настани меѓу бунтот на Скопското каре и одењето на Сремскиот фронт во бројот на жртвите, меѓутоа, кога ќе ја погледнеме чисто технички, сметам дека бројката од неколку десетина убиени на Скопското каре и десетина убиени во Штип е некаква реална бројка за која можеме да зборуваме. Меѓутоа, повторно уште еднаш ќе потенцирам дека вината на тие луѓе е поентата не сакаме на Срем, сакаме на Солун. Значи се работи за македонски националисти кои едноставно не им се допагале на
Титова Југославија и неговите структури овде. Сега, доаѓаме до вториот дел. Значи, вториот дел, тоа е веќе убиството кои продолжуваат негде, тука негде декември, јануари, февруари, 45 година. Значи, тоа е веќе убиства и масакри на луѓе кои директно били обвинати за соработници на бугарските фашисти. И во таа насока, без сомнение, ние имаме во Македонија неколку такви масакри, кои македонската историја долго ги крие, се уште срамежливо ги спомнува, меѓутоа на некој начин срамежливо веќе од ретки македонски историчари, меѓутоа веќе се, нели, сепак се излезени во јавноста и се зборува за нив и до негде, нели, се коментира. Тука повторно морам да кажам дека за жал она со кое може да се потврди со сигурност дека е точно, тоа е 54-цата убиени во Велес, 50-тината убиени во Куманово, во Штип можеби една бројка до 30-тина луѓе, во Ресенско се спомнува една бројка од 17 луѓе и поединечни случаи, Скопско, значи зборувам за убиства кои се случиле без судење, значи едноставно масакрирање на луѓе кои некои ги обвинува дека се соработници на бугарските фашисти и нивната главна вина е тоа и тие биваат убивани. Меѓутоа, значи, доаѓаме до една бројка негде од максимум 300 души кои, значи, без сомнение, значи, секој убиство без суд е зверство и со суд може да биде зверство, меѓутоа сега станува збор за едно класично масакрирање на граѓани без никаква правда во тоа. Значи, станува збор за една бројка од 300, според моето лично истражување и според она што македонската наука, макар и срамежливо да го вади, значи станува збор за една бројка околу 300 луѓе. Тука некои податоци што се даваат се просто едноставно така како извадени од фантазија, да речеме, вика, само во село Владимирово, читам сега во моментот од Википедија, само во село Владимирово, Беровско, се убиени 330 души. Значи, лично сум зборувал со над 10 луѓе од село Владимирово, никој не памти такви масакри во село Владимирово после 45 година. Значи, има во село Владимирово повеќе ВМРО-вци, има луѓе кои избегале заради ВМРО после 45 година, има едно јадро такво ВМРО-ско кој е подоцна дури од нив, некои се исудени во разни процеси, меѓутоа 300 души едноставно таква работа не постои. Исто информацијата во Охридско и Преспанско се убиени 23.000 луѓе, значи сум зборувал со многу луѓе во Охрид и со Преспа, исто така за Преспа се признаваат некаде 17 луѓе се убиени на тој начин, а во Охридско најверојатно уште помалку, меѓутоа такви жртви нема. Едноставно такви жртви нема и една сериозна историографија која има толку многу аргументација да зборува добро, односно во своја корист, нема потреба од форсирање на бројки кои едноставно не се подкрепени. И во таа насока, без сомнение, ако българската историографија сака да ја подгрева таа храна со еден таков масакар кој се случил на македонските българи,
ќе мора во иднина да излезе со сериозни имиња и презимиња и да ги каже кои се тие луѓе кои се убиени, затоа што тие луѓе кои се убиени мораат да имаат имиња и презимиња. Не може така одеднаш да се извади 23.000 па да се зголеми на 30.000 и сето тоа да се стави во еден пакет. А во таа насока морам да кажам сега и едни други моменти. Во моментот кога се прават тие масакри во Македонија, значи оние на Скопското кале и оние малку подоцна, но оние како соработници на бугарските фашисти, морам да спомнам дека на територијата на Југославија се наоѓаат негде 350.000 българска армија. Значи тоа е таа сега армија која заедно со Црвената армија влегува на територијата на Македонија, па потоа на територијата на Јужна Србија и Србија, Белград, па се до Сремскиот фронт, која нели ги прогонува и се бори со германците. Значи, Македонија е првата Југословенска република која е ослободена од германските фашисти. Во Македонија, освен македонските комунисти, има еден темпо кој командува до негде, меѓутоа не може целата вина да се префарли на него, затоа што тој е сепак сам, а има македонски комунисти кои се уште во една голема мера се и пријатели со бугарските комунисти. Меѓутоа и да ги оставиме тие македонски комунисти, кои што правеле и како правеле, заедно со Светозар Вукмановиќ Темпо, значи не смееме да заборавиме дека во моментот кога во Македонија кога се прави така нареченото македонски крвав Божик или македонско крваво Коледе, на територијата на Југославија има 350.000 бугарски војници и како секогаш во историјата се наоѓаат на погрешно место. Тоа многу малку бугарската историографија го става и го прави во еден куп, меѓутоа не смееме да го заборавиме од анализата. Втор момент, на интернет можете да најдете едно интервју на бугарскиот историчар, фолклорист, етнограф Христофор Џафела, кој во тој интервју кажува, и мене ме изненади, дека списоците на Титовите партизани за тоа кои биле најголеми български соработници во време на Втората светска војна, директно им ја дава новата власт на Отечествениот фронт на Титовите партизани. Не знам колку е тоа точно и колку е тоа вистина, меѓутоа тоа го кажува Христофор Џафела, български историчар од постарата генерација. Значи, на некој начин, вината без сомнение не може да се негира, меѓутоа мора да се стави во некои контексти кои биле во тоа време и очигледно треба да ги ставиме во точниот контекст на историските настани. Конечно, кога ја слушам бугарската историографија, значи имам чувство дека Тито се занимавал само со масакрирање на македонски българи, што ме наведува прв пат во моите 30 годишни занимавање со политика, која секој сум бил антититовист, значи сепак барем малку да зборувам
значи, да го ставам Титовата желба за масакри во еден контекст негов на целосна политика, што ме пак не разликува од многу македонски граѓани за кои Тито е се уште свето теле, за кое не смее да се зборува, нели, и за кое не смее да се критикува, и ни е тешко да зборуваме за сите негови масакри, и покрај тоа што во сите можни рангирања на 10 најголеми и најкрвожедни диктатори на 20 век Тито е ставен од сите можни меѓународни институции. Меѓутоа, мислам дека бугарската јавност добива една погрешна слика со тоа што Тито се прави само како личност кој се занимавал со масакрирање само на македонски бугари. Не, Тито масакрирал се и се што, и тоа е многу лесно и јасно доказливо. Значи, Тито ги почнал своите масакри уште во времето на Втората светска војна. Значи, веќе излегуваат податоци дека во градовите кои ги ослободувале партизаните, веднаш се правеле масовни убиства на сите оние кои се сметале за класен непријател, нели, малку побогати, нели, граѓани, земјоделци, трговци. Масакрите продолжувале подосна во Црна Гора и во делови во Босна со оние кои како цивили не сакале да се мобилизираат со партизаните, а имале, да речеме, членови од фамилиите кај четниците или кај усташите. Втор круг на масакри. Трет круг на масакри, борбите тука не ги ставам, нели, со оружје меѓу едни со други. Меѓутоа, веќе кон крајот на 44-45 година, огромните масакри кои се направени на сите оние квиснишки структури кои се повлекувале према север, тука немало ни еден македонец, колку што знам, меѓутоа имало многу хрватски усташи, имало многу словенечки домобрани, не знам какви се сили, имало многу четнички организации. Значи, тука се направени масакар можеби на една бројка од 200-300 илјади најмногу хрвати, подоцна словенци, хрвати, срби и словенци. Македонската историографија со тие масакри воопшто не се ни занимава. За нас во Македонија Тито е се уште светец, и покрај тоа што веќе документите се јасни, во Словенија веќе се зборува за 50 јами и рудници кај што си имаат направено тие масакри на Титовите сили врз, нели, население кој сакало да избега во тоа време во Западна Европа. Има многу убави документарни емисии на хрватски и на словеничка телевизија кои се занимаваат со тие преполнети рудници и вадењето на скелети од јамите во Словенија и во Хрватска највеќе од тие убиства. Меѓутоа, Македонија тоа не ја интересира, тоа не е предмет, меѓутоа сега тоа го зборувам во друг контекст. Сакам да кажам дека масакрот на оние македонци кои биле третирани како бугарски фашисти, затоа биле убиени без суд или после со суд, нели, во наредните години 45-та, 46-та, 47-та, 48-та година, не е нешто посебен специјалитет и однос на Тито према Бугарија, туку тоа е неговиот карактер, кој значи се демонстрира со стотина илјади убиени хрвати, стотина илјади масакрирани срби кои били третирани, нели, како четници, како сето тоа, словенци еден голем број, германци од Војводина, има една огромна бројка
се зборува негде исто така за едно 100.000 германци од Војводина кои се убиени, а за раселени неколку пати повеќе, италијани во Истра, кои исто така врз кои се има направено сериозен геноцид за нивно иселување. Значи, тоа е, како да кажам, тоа е фигурата на Тито, која не треба во Бугарија да се доживува дека нешто специјално правил против бугарите. Човекот си бил таков, тој е еден диктатор кој очигледно тоа е неговата суштина, меѓутоа тоа е очигледно потписот на сите поствојни диктатори со комунистичка провиненција. Тоа е потписот и на Ѓорѓи Димитров во соседна Бугарија и да не ги бројам сите во Источна Европа. Тоа е потписот конечно на Сталин. Тоа е таа школа со која тие се хранеле. Конечно, кога зборуваме за масакрите на Тито, не смееме да не ги заборавиме и внатрешната пресметка, тоа е пресметката после 1948 година со така нареченото информбюро, кога во Југославија се прави жестока диференцијација кој е за Тито, кој е за Сталин, каде што пак Тито влегува во еден нов процес на доистребување сега пак на собствените комунисти, затоа што диференцијацијата 1948 година е внатре во комунистичката партија. Тука веќе не се пресметува со соработници на фашисти, се пресметува со собствени комунисти кои едноставно навивале повеќе за Сталин. И сега, тука доаѓаме до втората бројка, од 45 година наваму, значи 120.000 българи, македонски българи следени, тепани, малтретирани и со досија. Значи, повторно ќе кажам дека животот на македонскиот българин после 45 година, па до скоро, воопшто не е лесен и за тоа ќе направам една посебна анализа и за тоа многу пати сум зборувал во македонската јавност. Меѓутоа и тука не сме се да се стави на куп. Факт е дека бројката 120.000 досиеа излезе од самата Македонија. Самата Македонија и самата македонска историографија оперира дека во Македонија има една бројка од 120.000 досиеа на македонски граѓани. Меѓутоа, сега не може да се каже дека сите 120.000 досиеа се за тоа што нели тие се чувствувале македонски българи. Не смееме да заборавиме дека во Македонија од 45 година покрај со македонските оние кои сакаат да бидат македонски българи, Македонија продолжува да се пресметува и со албанскиот екстремизам и сепаратизам и таа битка на македонскиот комунизам, право на југословенскиот комунизам од Косово, Јужна Србија, која продолжува и во Македонија, ја памтиме многу добро и самите ние. Значи, многу албанци после 45 година исто се стрелани, многу албанци се носени по затвори, многу албанци се малтретирани и на многу албанци им се правени досиеа да бидат следени. Втор момент. Не смееме да заборавиме дека и покрај тоа што Македонија е сепак под контрола на Србија во таа нова формирана Југославија, значи Југославија води активна борба против четниците и против нивните остатоци. И во таа насока Тито исто така четничкото движење, кое во суштина на почетокот било антифашистичко, гледате го прогласува за квислишко и има масовни прогони и ликвидации дополнително и во Босна и во Србија. Меѓутоа, одредени остатоци, значи јас за тие четници зборував минатиот пат во првата анализа, значи во Македонија продолжува следењето на
на оние кои биле прочетнички расположени и кои имале одредени нели четнички врски. Тука само ќе спомнам дека, да речеме, Војче Трбич, четнички командант, до 1947 година се криел по шумите на Македонија и се обидувал да организира ново четничко востание во Македонија. Значи, колку и Македонија да била под контрола на комунистичка Србија и на комунистичка Југославија, сепак четниците биле доживувани како туѓо дело и против тој систем, против тие структури, и југословенскиот комунизам и македонскиот комунизам имал агресивен настап, кој исто така влегува во тие 120.000 луѓе. Третиот момент, тоа се досијата на колективизацијата, која после 1945 година како добри комунисти и изворни комунисти Титовата Југословенска комунистичка партија ја прави. Значи, во Македонија има многу луѓе кои се и убивани, и затварани, и малтретирани затоа што не сакале да влезат во така наречената колективизација. Значи, да ја предадат земјата на колективите, сточниот фонд на земјоделските задруги. Значи, тоа е еден период кој трае тамо негде од 46-та година до 50-та година, каде што има многу сериозен отпор на многу места и сериозен прогон на тие граѓани кои се спротивставувале. Конечно, да не зборуваме, пак уште еднаш да ја кажеме за македонските информираши, како што имало во цела Југославија информираши, така имало и во Македонија информираши. Меѓутоа, повторно, тука сето тоа не може да се стави во пакет на бугарските жртви во Македонија, од едноставна причина што сепак тука сите тие биле сталинисти. И ако погледнеме така еден просек, ќе видиме дека најмногу по таа линија по глава на жител биле затворени и убиени црногорци, па срби, па хрвати, па на крајот дури македонци. Значи, Тито гради еден систем на тешка диктатура, тешка колективна репресија. Македонската историографија е срамота што не се занимава и не ги отвара до крај целата таа политика на Титовото диктаторско однесување. Се уште има многу структури кои Македонија го прави светец, меѓутоа пак мора од друга страна да се направи и објективизација. Значи, ако убил 100, не убил 30.000. Значи, мораме и таа приказна да ја раскажеме. И конечно, доаѓаме до нешто се нарекуваат жртви, кои мора на еден или на друг начин да се поврзат со Бугарија. Тоа се жртвите на така наречени ВМРО-вци. Тука мораме да кажеме дека има повеќе стотици, ако не и над 1000 луѓе, кои биле по затворите како ВМРО-вци, значи ванчовисти, кои биле означувани како ванчовисти. Но тука не смееме да не заборавиме една работа во контекст на бугарската историографија, нели кога на некој начин сака да ги присвои тие жртви. Основниот концепт на сите тие организации кои биле после 1945 година фаќани, провоцирани, затварани, некои судени, некои не судени, да речеме како има и индивидуални убиства, еден број кој без сомнение треба да се наброи. Значи, основниот концепт е Македонија самостојна и обединета. Значи, тоа е основниот концепт за кој тие ВМРО-вци биле затварани и малтретирани. Сега, друго прашање е прашањето на нивното национално чувство. Факт е дека јас кога 90-та година ја формирав ВМРО,
многу од тие бивши затвореници по линија на ванчовизмот дојдоа во ВМРО ДПМН, тогашното, и во разни дискусии, во разни муабети, значи тие лесно, некој од нив, најголем дел од нив, можеби 90%, јасно ја искажува и својата българска национална свест. Тоа јас лично го имам во разговор со нив осетено, меѓутоа факт е дека имаше можеби 10% кои од нив кои пак не сакаат да чујат за българска национална свест, зборуваат за македонска национална свест. Сега дали тоа е од многу тепање, од многу малтретирање или од собствено обидување, немав доволно време да навлегувам во тоа. Меѓутоа имаше и таква структура на ванчовисти, луѓе кои биле за ванчовизмот во затвор, меѓутоа беа со чиста македонска национална свест. Значи, накратко, сакам уште еднаш да потенцирам. Бугарската историографија има многу вистини, има многу во право кога бара македонската историографија да коригира многу елементи од фалсификатите кои се правени од 45-та година наваму. Меѓутоа, лично сметам дека во приказната на македонскиот крвав Божик или македонското крваво Коледе, мислам дека цифрите, бројките се изнасилени, се претерани и дека една сериозна българска историографија мора да го преиспита, својата позиција, односно да се потруди да даде многу сериозна аргументација ако сака понатаму да ја брани таа теза. Значи, една ваква пренадувана приказна, таа практично го блокира и вистинскиот проблем. А вистинскиот проблем е дека после 45-та година да се чувствуваш българин во Македонија е навистина многу тешко и тоа по сите можни основи, меѓутоа за таа анализа ќе почекате до наредното моје обраќање. Ви благодарам.